Телевизија Нова очигледно е мета на одредени центри на моќ. Кому му пречите и како го осудувате атакот на СЈО врз нашиот медиум? Видете, СЈО се покажа како една алатка, па може би до сега најуспешна алатка која успеа да ја создаде Социјалдемократскиот сојуз, продолжена партиска рака на Социјалдемократскиот сојуз. Господинот Зоран Заев на официјална партиска пресконференција пред некое време кажа дека најголеми непријатели за него не биле ВМРО, ДПМН и останатите политички партии кои се контра неговите опоненти, туку најголеми негови непријатели биле медиумите кои нели ги наброја сите медиуми, кои всушност не се согласуваат со политиката на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа што го кажа тогаш Зоран Заев, сега го гледаме буквално на терен како го спроведува специјалното јавно обвинителство. Значи имаме работа со една параинституција, една квази институција која водат личности како една Катица и Фатиме, да речеме, институција која сака да врши инквизиција во македонското општество во 21. век. Буквално сите луѓе, значи они преминуваат не само веќе кон медиумите, туку сите личности, јавни личности, секој поединец, ако можат, ќе гледаат да го замолкнат доколку не размислува како нив. Се наоѓаме во ситуација каде што имаме еден невладен сектор кој подготвува проекти дека ги спроведе во македонското општество, проекти кои ќе треба да одат кон тоа да се казнува секој поединец кој на социјална мрежа на пример ќе напише негов став кој не соодействува со Социјалдемократскиот сојуз. Тие невладени организации прават портали, интернет портали како што се проверка на факти, каде што вашиот став или мојот став или на некој новинар ставот ќе го стават на вага и они ќе го мерат, се представуваат дека се меродавни да го мерат и всушност се обидуваат да ја побијат секоја информација која вие или било кој друг новинар ќе ја пласира во јавност. Значи едно црнило, една цензура каква што немаме видено од времето на СФРЈ. Сега таа идеја тие планираат да премине во закон во Република Македонија. Тие планираат адхок телото кое постоеше во предизборниот период да премине во едно тело кое ќе биде постојано, значи да постои во Република Македонија и да се казнуваат новинари кој кого погледнал на криво или што му кажал и да се врши цензура врз сите неистомисленици. Се борите, очигледно е дека се борите со стоп операција Сорос. Неколку пати во изминатиот период излеговте со пресконференции, една мрежа покажавте на тоа како се финансираат па и дел од медиумите со странски пари. Зошто за СЈО не се интересни токму овие медиуми, како овие медиуми се финансираат, бидејќи очигледно е дека странски пари влегуваат во тие медиуми? Видете што е интересното. Ако не се тие медиуми интересни за СЈО, тие медиуми се интересни за институциите во Вашингтон. До сега имаме црно на бело 5 истраги покренати од Вашингтон. Ние се наоѓаме во една ситуација каде што институции од Вашингтон покренуваат истраги за одредени медиуми во Република Македонија, конкретно за организацијата Judicial Watch, тоа е невладина организација во која членуваат или работат едни од најмоćните правници во Соединетите Американски држави. Тоа е организација која може да ја обвинува, значи до степен Стейт департментот или Конгресот или Белата куќа води такви големи случаи и токму таа организација покрена истрага сега за американската амбасада во Република Македонија и како се вмрежувале парите на USAID со парите на Џорџ Сорос преку фондацијата Отворено општество. Сега, во истрагата која покренува оваа организација се наведени речиси сите проопозицијски, бидејќи нели така тие самите се нарекуваат проопозицијски медиуми во Република Македонија. За мене како граѓанин на оваа држава таа истрага е многу порелевантна отколку истрагата на Катица и на Фатиме. Можеме значи сме доведени во ситуација да амбасадорот на Соединетите Американски држави во Република Македонија да врши еден вид на нарачки или да дава правец на СЈО да истражуваат едни медиуми додека неговата матична држава или неговиот работодавец да отвара истраги за други медиуми.
ние со колегите од Стоп операција Сорос, ова го гледаме како уште еден доказ за нашата теза дека господинот Джес Бели си води целосно автономна политика, независна од таа на Соединетите Американски држави. И тука се гледа абсурдноста во целата оваа ситуација и мислам дека институциите од Вашингтон кои се далеку порелевантни од едно специјално јавно обвинителство, дека тие истраги ќе продолжат и ќе вродат со плод, а се тоа што е една вид на политичка кампања на крајот ќе Гледате биде некаква разобличено. поврзаност со ова што се случува сега тука? Па, поврзаноста е таа сега, знаете како, ако од едно место се покренува истрага за едни медиуми, значи од Вашингтон се покренува истрага за едни медиуми, утре ден ТСЈ покренува истрага за други медиуми, кои се контра овие првите. Па сега поголема поврзаност од тоа јас не можам да кажам што би било. Денеска на удар е телевизија Нова, утре може да биде нели било кој медиум, па и веќе сме сведоци дека СЈ влегува и во Канал 5, во Сител, во МПМ. Дали сметате дека со ова се нарушуваат европските конвенции за слобода на говор, европските закони? Апсолутно. Значи, не знам зашто до сега не излегува со свој став организации како Transparency International или Freedom House и како идем се викаат тие за слобода во медиумите, бидејќи до сега ги гледавме нонстоп како излегуваат со некакви своји листи, а знаеме чиви средства користат овие организации. Се уште не излегува, исто така од Американската амбасада се уште немаме никаква реакција. Ја паметам кога беше истрагата во А1 телевизија, тогашниот амбасадор господинот Филип Рикер искочи, излегуваше секој ден со изјави дека не треба да се гази слободата на говор и така натаму. Денеска не гледаме никаква реакција од амбасадата на САД. Ке ви искористам сега и како политички аналитичар малце да ја чепнеме и политичката состојба во земјава. Очигледно дека копијата се кршат околу албанската платформа. Кој е вашиот став? Што мислите зошто Зоран Заев не се откажува од неа? Па, видете, Зоран Заев, благодарение на ветувањата врз кои ги даде врз албанската платформа, доби близу 70 или над повеќе 70.000 албански гласови. И тој сега свесен доколку се откаже од албанската платформа, дека ќе изгуби таа поддршка, а без таа поддршка ќе беше на ВМРО ДПМН ќе имаше големо мнозинство во парламентот, дека СДСМ ќе беа многу далеку помали бројките во пратениците. И сега мора некако да ја задржи човекот таа поддршка која ја доби, благодарение на платформата, и токму заради тоа тој се придржува до таа платформа, но како тече периодот гледаме дека човекот на вистина длабоко во себе се убедил и прифатил некои одредби од таа платформа, како што е нели многу пати зборувано двојазичноста, промена на разни имиња на институции и така натаму, промена на банкнотите. Човекот очигледно се сложил со таква интервенција во Република Македонија и ќе видиме како ќе заврши целата таа приказна. Во меѓувреме имаме народ на улица А се очекува и Хан, нели, пристигнува во Скопје. Денеска и од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија побара средба со него, повика на масовност на улиците токму во периодот кога доаѓа Хан. Кои се очекувањата, што ќе донесе Хан и ќе промени ли? Па би требало Хан кога ќе дојде прво да се сретне пред се со луѓето кои се на улица, бидејќи ова е нивна држава. Тие одлучуваат за оваа држава како ќе биде, не било кој друг политичар. Прво треба со нив да се види, не знам дали ќе прифати. Што ќе донесе, не знам, ќе видиме, но сепак мислам дека притисокот кој ќе го осети по улиците низ цела Република Македонија ќе биде голем и се надевам дека ќе преовладува разумот и ќе се изнајде некаков модус да се излезе од оваа ситуација, бидејќи народот е буквално на улица и кога народот излегува на улица, тоа не може да помине туку така неговата волја да се погаси.